Високите сметки за електрична енергија бараат итни кратења на непродуктивните трошења и штедење од општините. Тројно и четирикратно повисоки сметки за струја стигнуваат на адресите на локалните самоуправи во државата. Ваквиот ценовен удар е неподнослив за буџетите и на поголемите општини, а малите кои располагаат со скромни буџети се пред финансиски колапс. Струмичката општина Ново Село вели дека енормно високите сметки за електрична енергија ги натерале да набават тајмери за уличното осветлување. Така што сега, како градоначалник, сум приморан и веќе дадов налог да се почне да спроведува, да набавиме така наречени тајмери на самото улично осветлување и да почнеме веќе со приморано штедење на електричната енергија. Некои непродуктивни трошења на електричната енергија веќе се скратени. Знаете, непродуктивни можеби звучи невкусно, но мораме да прекинеме од некои осветлување во текот на ноќта во кои граѓаните сега заради школска година, заради работни операции веќе не поминуваат толку долг период. Така што постепено заедно со советот на општината и во консултација со граѓаните ќе ги преземеме новите мерки, но како што добивме и допис од владата дека мораме минимум 15% да заштедиме на енергија, сметам дека ќе успееме да заштедиме и повеќе од тоа. Градоначалникот Божинов вели дека се размислува и за штедење на електричната енергија во вечерните часови, односно гасење на уличното осветлување во периоди кога граѓаните се прибираат дома и е намалено движењето. Знаете, ние како рурална општина со релативно мал ограничен буџет до крајот на минатата фискална година добивавме сметки за електричната енергија за уличното осветлување. Главно ние како општински администрации најголемиот трошок за електрична енергија се уличното осветлување. Добивавме некои сметки од некои 250.000 денари, за да сега во периодот после новата година добиеме 3 до 4 пати повисоки сметки, затоа што сега веќе цената на струјата се одредува согласно месечното трошење. Месечната цена на берзата во Унгарија. Високи се сметките за електрична енергија и на сите општински јавни претпријатија. Тие се обратија преку Сдруженијето Атком со конкретни барања до државата да интервенира затоа што се пред банкрот.